Здраво Македонијо! Време е за вечерното шоу. Одиме со брз четврточки преглед на некои од поинтересните настани деновиве. Во недостаток на крупни теми кои би ги анализирале пресериозно на наш познат начин во воведниот коментар, денес ќе направиме еден мал анализој и конклузој на последниот Дубај ремикс на песната "Отвори ми своја врата, јас сам човек кој куца", со тоа што тој кој куца, куца на македонски, бидејќи на избори му бева сокршени двете нодзе и куца на сите врати, овој пат на српски, па и на таа на партньорите од кои се беше одрекол неколку пати во минатото, бидејќи демек ја научил лекцијата. И Ватикан избра нов папа само од партијата во која имаше македонски папа на времето, никако да изберат принципиелен став пред можноста за политички превирања. Директно прашан дали на предстојните избори би коалицирал повторно со Дуи. Филипче не се одрече од Ахмети како пред тоа, туку рече дека биле подготвени да разговараат со сите политички партии. Ке разговараме со сите политички партии, меѓутоа принципите на коалиција значат дека коалиционите партнери прво треба да се почитуваат. Требало да се почитуваат коалиционите. Значи не може вака да биде: "Еј, Али здраво, еј Венко здраво урнони. Али, јас не те почитувам, може ли коалиција?" Па Али да каже: "О Венко, и јас не те почитувам, може коалиција." Вака не можело коалиција да се прави, велит Венко. Браво, мореум. Тоа значи дека ако е можна коалиција со Дуи, како што вели, дека има очигледно почит Венко за Али Ахмети, а како и би немал, него не го ранел со кекси и бисквити на митинзи, туку од рака му давал да му јадат предходниците негови. Инаку, овој став е нов. Пред 2 дена од СДС нешто друго вика. Изјавата на Филипче следи само 2 дена откако влијателната пратеничка Сања Лукаревска јасно се огради од Дуи и порача дека заслужувале да останат во длабока опозиција. Заслужуваат да останат длабоко во опозиција затоа што на овој народ му е доволно од пречките што ги имаме меѓу политичари од различни партии, а како капак на ова да слушаме дека ќе има протести затоа што некој смета дека веќе не е на власт и не може да ги влече конците како што беше претходно. Ама и овој став од пред 2 дена не беше премногу нов и шокантен став. Таква реторика имаше и самиот Вилипче пред некој месец. Скоро и луд да им беше на Дуи што ми ти го оштетиле СДСМ во последните 2 години власт, кога, како до сега владата на Таче, кој денес му е колега на Венко во парламентот, се понижуваше во секоја можна прилика. И ај што се понижуваше, ами и нас што не понижува, прифаќајки нарашки од бугари и грци за да си седат удобно и да си греат фотелли. И самиот Филипче во декември јавно призна дека неговата партија падна на изборите и заради поданичкиот однос кон Дуи. Да се остане во влада или да се одржи владата некој период подолго, а при тоа сериозно да биде оштетен, нашата позиција. Впрочем, тоа се случи во последните години од владењето од 2022 до 2024. Но тоа не беше се. Знаеше и јавно да ги заплеска и да ги оцени како коруптивна партија венчена Дуи. Да прочиташ, да чуеш, да не веруваш. Лидерот на СДСМ отиде подалеку нарекувајќи ја Дуи за корумпирана, а нивните закани за опасни и неприфатливи. Коруптивната стигма што Дуи ја носи со години е нешто од што јасно и недвосмислено се дистанцираме. Нивната реторика и подигање етнички тензии се опасни и неприфатливи за едно мултиетничко општество. Коруптивната стигма што Дуи ја носи со години е нешто од што јасно и двосмислено се дистанцираме, ке каже, пред 4 месеци. И во овие 4 месеци изгледа исчезна коруптивната стигма и дистанцата, па сега јас сам човек кој куца, отвори ми своја врата, Дубај ремикс е повторно на плейлистата. Народски кажано, како и со црн ѓавол да би се здружил само за да си ги истера интересите. Што во принцип беше и политиката која беше потепана на изборите пред година дена, откако народот претходно беше игнориран, па ги испрати каде треба. Кој во власт, кој во дебела опозиција. Ама локални избори има наесен и анкетите не се сјајни, па сега пак се е на продају, што би се рекло. А ако некој не верува, еве подсетување на изјавата на Венче за уставните измени дадена пред неколку недели. Земам лична одговорност да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени и да ги отвориме преговарачките поглавија со Европската Унија. Доколку владата смета дека тоа може да го искористи, јас стојам на располагање. Земам лична одговорност да
превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури и по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени. Може би е подготвен да биде жртва за доброто на земјата и овој пат и да се жртвува за коалиција со ДУИ, кои имаа коруптивна стигма. Зошто? За да им помогне на луѓето да ја исчистат коруптивната стигма од себе, бидејќи може би мисли дека тоа е добро за државата и тој затоа би се жртвувал. Пред една година на овој ден бродолом доживеа, а политички титаник поради ваквите ставови. И еве, што променија кај себе? Ништо. Пак би да менуваат устав, пак би да понесуваат жртви како што Заев и Таче се жртвуваа кога ја предаваа Македонија и пак би со оние на кои им слугуваа и ги вовлекоа кон дното да се здружуваат на избори. Зошто? За личен, а не за државен интерес. Освен ако не мислат дека бугари во устав и етнички политики во преден план се државниот интерес. И во една ваква незавидна ситуација во која анкетите се 1:5 против нив, а и што најавуваат продолжување на погубните политики, туку и како гладното пиле кое сонувало просо прогнозираат што ќе се случува во тугиот двор. Како ги коментирате односите во владеачката коалиција и дали вие евентуално би соработувале на локалните избори со министерот Таравај? Во последно време тоа што се случува во владеачката коалиција укажува само не една работа, а тоа е дека единствена работа која што ги води партиите во таа коалиција се нивни тесно партиски, а завчера видовме и финансиски интереси, за жал. Така да таква коалиција која што не се темели на никакви вредности и нема никаква идеја и визија како да води државата напред, а за тоа сведочиме секој ден, осудена е само на една работа, а тоа е неуспех, прашање на време кога целата коалиција ќе се распадне. Очигледно ништо суштински не ги врзува политичките партии во таа коалиција. Каква храбра прогноза. Најавуваш соработка можна со ДУИ, најавуваш промена на устав ако би имал мок и дека владата ќе се распадне, бидејќи ништо суштински не ја врзувало коалицијата на власт, како што вас можеби ве врзуваше суштински желбата да не се слуша гласот на народот пред онаа неодолива можност да се вршат национални предавства додека греете фотели и кркате привилегии. Во СДСМ се спремаме за престојните избори и нашите врати се отворени, канали на комуникација, бараме партнери. Ова ме подсети како во периодот на расплод мачките кога бараат партнери, па испуштаат разни звуци за да ги привлечат партнерите кои ги бараат. И меѓу криците кои ги испуштаат се и тие од овој тип. Не верувајте на анкетите кои не промашија ништо на минатите избори. Верувајте ни нам. Ние имаме ни тајни анкети и на нив добро ни оди. Тонски тоа звучи вака. Анкетата што вчера ја цитиравте од ВМРО ДПМН ве обвинија дека сте измислили. Не, тоа е наша анкета, голема теренска анкета, на која што анкета гледаме на пад на популарноста на ВМРО ДПМН од неколку десетици илјади гласови и еден почетен тренд на раст на гласовите на СДСМ. Кои се тие анкети се уште никој не знае, ама си каже убаво. Тоа е наша вели теренска анкета. Може би по штабовите на СДСМ прават теренски анкети и на нив сигурно има пад на гласовите на ВМРО за како што вели неколку десетици илјади гласови и почеток на раст на рейтингот на СДСМ. А може би е само ова уште еден проверен мотивацијски говор, како што знаеше неговиот претходник Таче Ковачевски, да дава мотивацијски говори за да ги мотивира гласачите и да го мотивира членството, како тоа дека ќе владее 12 години како премиер. Па да почнеме од таа изјава каде рековте, односно вашите прогнози беа дека се спремате да видите премиер 11 години. Знаете, изјави се даваат во различен контекст и од различна причина. Таа имаше, ајде да кажеме, и одредена мотивацијска димензија, бидејќи јас дојдов тогаш за председател на владата и на партијата, после еден изборен пораз на локалните избори. И во тој момент се процени дека треба на членството одреден тип на мотивација, дека може да се направи пресврт, кој што не се случи на крајот на денот. Видовме како ова испадна, но останете со нас за уште малку мотивацијски говор. Така да трендовите се очигледни, очигледно е дека граѓаните се јасни, дека оваа власт, оваа владеачка коалиција дојде на власт со една лажна патриотска кампања, едноставно ја заглави државата, а во Македонија сепак живеат луѓе кои што се прозападно, пролиберално
ориентирани, така било сите децении наназад. Го кажаа својата порака на минатите избори. Јас со новото раководство ги имплементирам сите научени лекции во новиот начин, менеджмент на партијата. Да, добро научени лекции. Упорни се уште за промена на уставот и отворени 9 прсти за партнерство со ДУИ, кои ве повлекоа толку удолу и пред година дена народот ви ја достави сметката. Ајде, доста ми е мотивација за вечерва. Додиме ние малку на разговорот во студио на една од најактуелните светски теми во моментов. Изборот на нов папа, а ке зборуваме со поранешниот амбасадор на Македонија во Ватикан, професор доктор Звонимир Јанкуловски, човек кој добро знае што зборува на оваа тема. Останете со нас, започнуваме веднаш. Вечерното шоу четврточно издание продолжува со разговорот во студио. Како што ви најавив, вечерашен гостин е професор доктор Звонимир Јанкуловски, еден од најголемите познавачи на конкретно случувањата околу Ватикан, не е еден од најголемите познавачи околу изборот на нов папа. Тоа не му е специјалност, меѓутоа човекот беше амбасадор во Ватикан и добро го знае процесот, но и знае што значи Ватикан, односно што значи изборот на новиот папа и влијанието кое што го има и ќе го има во светот. Она што сакам на почетокот да ви го напоменам, пред да се префрлиме на гостинот, е дека оваа емисија што ја гледате сега, ја снимаме во 19 часот, значи неколку часа порано, и во моментов знаеме дека е избран новиот папа, но не го знаеме неговото име. Тука на мојот лаптоп имам директен пренос од случувањата во Ватикан и во моментот кога ќе се појави на терасата на плоштадот Свети Петар пред базиликата Свети Петар во Рим, тогаш ќе го прокоментираме во живо и ќе изреагираме во живо и ќе направиме анализа со мојот вечерашен гостин. Уште еднаш, добро вечер и добре дојде, професоре. Возбудливо, вака за дел од јавноста која што ги следи светските настани, има некое чувство околу значењето на овој момент. Има дел од јавноста која што кај нас има некаков отпор кон римокатолицизмот и неговата сега медиумска сеприсутност, нели, во западната медиумска хемисфера на која што припаѓаме. Ние со оние образложувања дека според некои православни канони ние сме правите верници, тие се неверници и така натака, дека не треба тоа да ни интересира. Како стоиш ти на тоа поле? Добро, ние секогаш кога размислуваме за папата, односно за улогата на Светата столица, односно Ватикан во светската политика, размислуваме за поглава на римокатоличката црква, забораваме дека се работи за лице кое е државник, и тоа државник од глобален ранг, кој повеќе или помалку игра значајна улога во концепирањето, односно во менаџирањето на меѓународните односи. Влијанието на црквата, односно на Ватикан во меѓународните односи е големо, затоа и интересот за новиот папа, односно за името на новиот папа кој ќе дојде на чело на градот држава Ватикан е исклучително важно од аспект и на светската политика и од аспект на верниците кои исповедаат римокатоличката вера. Пред да го дознаеме името, бидејќи уште чекаме, нели, да излезе на балконот новиот папа, да соопшти како ќе се вика, може накратко, верувам дека имаме, не знам, 5-10 минути дури не се појави според времето, од прилика пред 1 час, сега е, како што кажав, снимаме порано, сега е 19 часот и 11 минути, околу 18 часот и 9-10 минути се појави белиот чат. И како се одвива изборот на папата? Од сите кардинали гласаат само оние под 80 години, да, така? 133 кардинали гласаат. За еден од нив. Со оглед дека сега веќе има изменето
ако порано постоеше оној евроцентризам во Дека мора да е од Европа, коледжот да. на кардиналите, папата Франциск со назначување на нови кардинали од Азија, од Африка, од Јужна Америка го направи друштвото малце повеќе мешано, така што велат многу аналитичари создаде конфузија во коледжот на кардиналите, многумина не се познаваат, така што овој период од неговото починување до изборот на новиот папа беше време кога кардиналите имаа можност да се запознаат меѓусебно, меѓутоа некои аналитичари велат се создаде хаос во Ватикан, меѓутоа хаос кој во основа ја потврди глобалната улога на црквата во светски рамки, она што беше идејата на папата Франциск да црквата биде глобална, односно да се движи по периферијата на светот, таму каде што постои жива вера. Тоа беше идејата на... Тоа е една од реформите кои што ги направи. Да, една од идеите на неговиот понтификат и точно ќе видиме каква политика, односно во која насока ќе се движи, што ќе биде карактеристика на понтификатот врз основа на името кој ќе го избери. Папата Франциск го избра името на светецот 13 век кој бил заштитник на животните, Свети Франциск, кој од Асиси Фрањо Асишки. Апсолутно и целиот свој понтификат го обележа токму тоа. Милосрдието, понизноста, она што би е главно екологијата на папата, интересот за сиромашните и имаме папа, еве може и да видиме, ова е човекот што најавува во суштина? Да. Или овој ќе каже дека имаме папа и ќе видиме после тоа кој кардиналот Доминик Мамберти во моментов соопштува Хабемус папам, така? Да, имаме папа. Да го проследиме овој момент. Околу 50.000 луѓе мислам дека има. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Ова е официјално Хабемус папам. Тоа значи дека соопштението дека има папа. Ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Кој знае латински да преведи. Лео го избра името Лео Дечиму Квартум, Лео 14. Така? А мислам, го кажа името Роберто Франциско? Не го слушнав. He is the first pope to hail from America. He is the first American... Роберт Франциск Превост. Вау! Мешано потекло, америчко-перуанско. Кардинал на... Сега ќе ти кажам. Изненадување, а? Во секој случај. Па, и дај не. Ќе видиме која струја превагнала во Ватикан. Сега барам информации, ова е во живо и е тоа што кажав. Роден е во Чикаго. Живеел во Перу многу години. Вика дека е натурализиран перуански. 69 години има кардиналот Роберт Франциск. Релативно млад. Превост, да, релативно млад. 2023 година септември бил назначен за кардинал, така, од редот на Августинскиот ред, како се?
He's known for his solid judgment, he's known for his capacity to listen. Прв папа од Соединетите Американски држави. Изненаден си? Па да, релативно. Не беше меѓу имињата кои што беа најспомнувани, најкоментирани. Затоа што во Ватикан се студираат две струи. Либералната и конзервативната. Повеќе реформската, полиберална што ја велат и далеко од либерална, мислам да не живееме у заблуда дека не дека се тие дека одат надвор од учењето на црквата, меѓутоа на конзервативна кој сметаше дека папата Франциска, што би рекол Пел, исто амерички кардинал, е катастрофа за Ватикан во контекст на она што се случуваше за време на неговиот понтификат. Меѓутоа како да беше навестуван во контекст на она што Трамп го најави. Тоа секако ќе те прашав дали е возможно да влијае светската политика на некој начин и Да. Мислам, бидејќи имињата не беше превоз, не беше меѓу кардиналот превоз меѓу оние највртените. Она што го кажав претходно е дека Господ веќе го избрал, кога влегуваат во конклавата, Господ веќе го избрал новиот папа, со тоа што Светиот Дух ќе ги насочи кој е тој за време на конклавата, очигледно Светиот Дух брзо си ја завршил својата работа, така што имаме нов папа. Неговото име не беше меѓу оние фаворити, нели беше таму, имаше можност да имаме прв папа од африканскиот континент, па од Филипини ли беше? Да, еден од главните кандидати, па Паролин. Твојот добар пријател кардиналот Паролин исто така беше еден од кандидатите, меѓутоа очигледно е направен. Светиот Дух го избра. Светиот Дух го избрал, да. Она како што викаш ти, нели, таква е фабулата. Кога влегуваат сите се папи, бидејќи секој од нив може да биде папа, а кои излегуваат се кардинали, освен еден кој што останува да биде папа и да служи на црквата. Сега од 133-цата за да го изберат кардиналот Роберт Францис Превост, значи дека треба да има двотретинско мнозинство. Јас нешто читав, нели, вчера на првиот ден не успеа да изберат папа. Но имаше некои, не знам како е возможно таква информација да дојде во јавност, но дека кардиналот Паролин имал, кој што служеше како секретар, нели? Дека имал 50 гласови од тие 133. Тако речи за двотретинско мнозинство скоро, мнозинство блиску, значи еден од главните претенденти. Да, така и беше. Прво, дали е возможно некаква информација да излезе? Не, тоа е. Како се штити Ватикан за да ја задржи? Видовте сите, се земаат мобилните, не очекувајте од кардиналите дека ќе излезе информација, оние што ги обслужуваат стафот што е таму, нормално дава заклетва дека ќе молчат. До последниот момент не знаевме, Да, точно. Не знаевме кој ќе биде папа. Да не чекаме, него додека не се појави на изреагираме. балконот, едноставно немаше да знаеме кој е папат. Очигледно дека она што значи неможноста да информациите одат во јавноста по други канали, тоа очигледно во Ватикан не функционира. Значи се заштитиле како што е планирано. Што ти сигнализира тебе на прва името на Роберт Превост, освен дека некои политички емисари, сега да не го свати некој ова како богохулење, на Светиот Дух, како американскиот председател, испратија слики со папски одори пред некој ден. Дали, сега ако зборуваме за поделба на крилата во Римокатоличката црква, преовладало сепак тоа пролиберално или полиберално во споредба со... Не знаеме, треба да се види на која струја припаѓа. Имајќи предвид дека Францис го назначил во септември 2023 година Она што кажав, тоа е промената во коледжот на кардиналите, кој го направи доста разнолик и во основа превласта на европските кардинали во коледжот на кардиналите очигледно отстапи место, мислам, на црквите кои се доста активни, кои имаат живи верници, односно верници кои ги посетуваат црквите, затоа што колку што се сеќавам, папата Франциск не отпатува во Европа, не ја посети Европа, беше многу критичен во своите говори во Европскиот парламент, укажувајќи на Европа... Мислиш, не ја посети, Брисел не го посети, бидејќи Европа, нели Македонија, Бугарија? Македонија, мислам, Бугарија
у Македонија, дојде Албанија ја посети. Она што и папата Франциск се движеше по периферијата на светот, така велат папа кој беше глобален, меѓутоа кој се движеше по периферијата на светот и кој точно не ја посети, меѓутоа и укажа дека Европа ги напуштила традиционалните вредности на семејството, сето она што е на кој Европа во основа почиваше на христијанските, на католичките вредности во исповедувањето на верата и преголемиот секуларизам доведе до тоа да отстапи од својот пат. Беше многу критичен во говорот во Европскиот парламент и очигледно се концентрира таму каде што има жива црква. Фан факт, значи интересен факт е што Роберт Францис Превост, односно новиот папа, ќе го има името папата Лео 14. Сега не знам како е тоа, дали ние го преведуваме Лав или Лео 14. Немало папа со име Лео од 1903 година. Последниот Лео 13 бил избран во 1878 година, кога почнало Кресненско востание, умрел 903 кога почнало и завршило Илинденското востание. Значи 122 години ние немало папа со име Лео. А името има некоја символика. Аз ке се обидам тука и да ти помогнам, бидејќи ти не си теолог и да ги знаеш на памет. Апсолутно не сум теолог, мислам. И начинот на разгледување, начинот на кој размислувам за Ватикан и Светата столица, размислувам од друг аспект, од оној државнички. Но сепак името е важно, ќе видиме што значи по кого го избрал. Точно, ќе даде печат на неговиот понтификат. Тоа самиот папа го објаснува или тумачите околу него знаат да изнесат таа порака? Очигледно дека знае. Мислам, штом го избрал името, веќе бил подготвен на секој се подготвува. Не, но за објаснувањето за јавноста, нели тоа е пиар, нели дел од пораката. Тоа ќе си го направи сигнал како политиката ќе тера. Ќе видиме тоа. Тоа никој не знае, затоа што се работи, велат во меѓународното право, се работи за апсолутен монарх, кој не е наследен, очигледно, затоа што се избира од конклавата. Меѓутоа се работи за државник кој ќе видиме каков печат ќе остави на надворешната. Затоа така сакам да размислам. Да, во суштина да. Во основа нема теолошката страна ќе видиме дали е политичката поддржувач на конзервативниот дел на она што значи Ватиканското свештенство или е поддржувач на по-реформскиот дел на Ватикан, тоа ќе видиме допрева, меѓутоа... Еве го новиот папа. Знам. 69 годишен, може да има долг мандат. Емотивен, како да гледам малце и солзи на очите. Да. Знам кој е. Колку е важен овој настан во суштина, професоре? Важен е за верниците и за секој оној кој анализира светска политика, е исклучително важен, затоа што, ви кажав, моќта на папите, односно на Ватикан, на Светата столица, не лежи во бројот на дивизиите, што би рекол Наполеон кој прашал за моќта на папата, на папската држава, прашал колку дивизии има, или Сталин кој рекол, тоест Наполеон колку леги има, Сталин рекол колку дивизии располага Светата столица, Наполеон му рекле со 200.000 војска располага, затоа што мерливоста на моќта во надворешната политика врз основа на оружјето и на војската што имате, кај нив не е мерливоста во војската, кај нив мерливоста е во многу други работи, моќта на влијание што имаат врз основа на бројот на верниците кои ги има. Во верувањето на луѓето во војската горе на небото. Бисмарк ќе каже дека дипломатија без оружје е како музика без инструменти. Ама ќе прифати да папата биде преговара со французите околу мировниот договор. Така што дали моќта ја влечат само поради институционалната меморија во средновековието, кога малтене папата бил папската држава број еден. Да, и ја влечат и улогата што имаат во светската политика, затоа што да се имаат дипломатија која е исклучително обучена и вешта, затоа што папските нунци, една од дипломатите која е најстара и врз основа на дипломатијата го влечат најверојатно во многу субјективитетот на државата, затоа што околу субјективитетот тоа е доста
како се ка лизгав терен кога треба да објаснувате, сигурно слушателите нема да сакат предање за субјективитетот, меѓутоа велат дека се работи за држава која може навече да ги затвори своите врати. Тоа е единствена држава во светот која може навече да ги заклучи своите врати, тоа е Ватикан. Меѓутоа кога размислуваме за оној дел од Латеранскиот договор кој е екстериторијален во рамките на Рим, заборавајќи дека е многу поширок во однос на организацијата која е распространета на светот. 1,4 милиарди верници. Вела дека Ватикан располага со мека моќ. Што значи моќ на убедување, моќ на преговарање, моќ на влијание. Обновата на односите меѓу Соединетите американски држави и Куба во 2015 година ја покажа моќта на Ватикан во поглед на она тајна дипломатија што ја водеше. Рачунајте колку 60 години. Да, од 62 ако анализираме, нели 38 и 15. Замислете кој е тоа успех. Забораваме 53-4 години на залагање. Во Венецуела исто така понудија своја помош. Присутни се во светските организации како непостојана членка, каде што и те како имаат влијание во поглед на конципирањето, односно насочувањето на светската политика. Така што се работи за исклучително светски играч кој е многу моќен. Да го анализираме нели политичкиот момент. Во суштина, сега кој ја развиваме онаа теорија дека можеби имало политичко влијание во изборот. 133, 2/3 треба да одберат нов папа. Ако Паролин имал 50, вчера прогнозите беа дека доколку во наредните 2-3 гласања не успее да ја зголеми таа бројка, ќе се оди на друго решение. Тоа што значи? Дека внатре, за време на конклавата, постојат лоби групи, постојат луѓе кои што преговараат меѓу една и друга група. Никој тоа нема да ви каже. Меѓутоа како никој тоа нема да ви меѓутоа луѓе се, тоа се сепак луѓе. Сигурно дека постои, ви кажав дека периодот од смртта на папата Франциск до конклавата. 10 на колку? 2 недели, 10 дена. Има време затоа што многу од коледжот на кардиналите не се познава. Се работи за кардинали кои се избрани во краток временски период од различни делови во светот, така што доста велат конфузна ситуација беше во Ватикан во тој период, затоа што треба да се запознаваат луѓето, односно кардиналите да се запознаат меѓу себе. Сепак се работи за епархии кои се далечни, кои едноставно не се познава, нови кардинали. Но пази, здравието на покојниот папа Франциск, на Хорхе Берголио, беше кревко веќе известно време. Не, од почеток. Мислам дека влошувањето траеше месеци, така и да, меѓутоа време 4-5 години нагласуваше дека се навестуваше, дури самиот беше свесен дека нема да го заврши, мислам нема да го заврши. Да, добро, го завршува сега. Понтификатот го завршува, меѓутоа во негово време беше и она двојство меѓу со Ратцингер, со Райцингер, знаете, папа Емеритус кој од 1400 ми се чини 51 година беше прецедент кај што велат дека намерно оној конзервативен дел од кардиналите во основа одржуваше состојбата као да го балансира папата Франциск во неговиот понтификат преку овој папа, иако по некои учења папата во вакви случаи требаше да остани тивок, едноставно да се повлечи, меѓутоа Райцингер очигледно тоа не беше, така што многу тешко беше да се објасни двојното папство во Ватикан и да, и тешко е концепт да се разбере сега. Затоа што се работи за наследник на Свети Петар на тронот на црквата и баш по функција, да. Сега да имате двајца папи малце надвор од она што било практика, ви кажав, прецедент кој пред 700 години се случил и сега. Сега, за да го заокружиме овој дел, моќта на Ватикан. Да, не е тоа само едно мало државиче во срцето на Рим, туку е Римокатоличка црква која што има 1,4 милиарди следбеници верници. Малтене секој петти човек, петти-шести човек на планетава Земја. Сега видите моќта. Но меката моќ која што е нели тоа е моќен си ако имаш влијание, така.
римокатолиците ги има насекаде на планетата Земја. 50 и не знам колку посто гласат во Соединетите Американски држави се католици. И сега видете ја моќта во изборот на председателот на Америка. И во суштина од политиките на Ватикан може да зависи пример од она што го проповедаат. Да кажеме една голема сила теаше се најавуваше воена акција во една друга држава на Блискиот Исток. Добро. Имаше молитва на плоштадот Свети Петар со илјадници верници кои држаа свеќа во раката. Следниот ден сега не знаеме колку влијаело тоа на откажување на воената акција, колку повлекувањето на наредбата, меѓутоа не би го исклучил влијанието на тој настан врз основа на одлуката што ја донесе големата сила да се повлече од воената акција на Блискиот Исток. Но може да предпоставиме дека сега ако анализираме моќта на молитвата и моќта на верниците. Да, дека ако некоја одлука известна држава или политичар донесе спротивно на соките на Ватикан, дека може утре ден Ватикан да нема да влезе во јавна конфронтација, но може на мек начин да го изрази несогласувањето, што би значило политичко губење на моќта на известна фигура. Папските нунци имаат двојна улога. Тие се представници на папата кај локалните цркви и нормално представници на државата Ватикан. Нунци и бискупи или да, нунци дипломатски представници на ниво на амбасадори. Добро, кои ја представуваат државата, има двојна улога. Едната улога им е да бидат представници кај локалната црква, да се грижат нормално за односите меѓу Ватикан и локалните цркви, од друга страна се представници, односно се легати во државата на приемот и во повеќето, не во повеќето, во сите католички цркви, они се доајени на дипломатскиот корпус, сега видите ја моќта што имаат. Што значи изборот на нов папа во едно вакво специфично време на планетата Земја, кога имаме отворени жаришта, потенцијални жаришта, да тргнеме од Блиски Исток, Русија, Украина, Индија, Пакистан, нова политика во Америка, политика на економска војна, политика на триење, блоковски поделби, регрупирања. Секој папа давал печат на своето делување, на својот понтификат. Го имавме Јован Павле II, светиот Јован Павле II, кој даде печат на она што значи во својот понтификат на борба против комунизмот, би рекле, за човековите права, за кој историската улога ја одигра во рушењето на комунизмот во Советскиот сојуз. Го имавме Бенедикт, кој можеби во своите дипломатски активности беше далеку од она што Јован Павле II го правеше, папа кој најмногу патувал, папа кој разви една динамична дипломатија, ватиканска дипломатија во светот, кој беше се присутен во светски, во глобални рамки. Го имаме папата Францис кој и те како играше по ноти на она што значи во меѓународните односи реална политика. Сега знам на интервју на Сител рече дека бил проруски папа водител, што воопшто не е така. Се работи за папа кој во основа се раководеше од реалната политика и заштитата на христијаните во деловите во светот каде што беа изложени на погром, на протерување, на уништување, ако сакате, и најде сојузник, тивок сојузник во држава која ги следеше христијанските вредности, држава која можеше да помогне. Тоа се вика онај прагматизам во надворешната политика, далеку од тоа дека бил проруски, па му дава дека е марксистички папа затоа што го судуваше америкскиот капитализам, иако беше папа кој во основа ја осудуваше фасцинацијата од парите, папа кој се грижеше за сиромашните, го судува ова конзервативно крило за неговиот однос кон мигрантите, затоа што беше прв папа кој ги посети на Лампедуза во Италија, кој папа беше исклучително отворен за мигрантите, за нивната несеќа, папа кој беше емитираше скромност, кој го смени концептот на размислување во поглед на финансиските
трошења во Ватикан, кој стави контрола на парите на Ватиканската банка, така што остави свој печат, далеко од тоа дека некој сака да го представа дека бил либерален папа, знаете, она позната реченица кој сум ја да им судам на ЛГБТ заедницата, затоа што се работеше за језуитски папа, језуит кој, знаете, они биле војни на Бога, кои иделе во делови на светот кога ја шире религијата, каде што луѓе воопшто не ни помислувале да заминат, тие тоа го правеле, така што се работи за ред кој во основа беше најинтелектуален, како во поглед на образованието, така и во поглед на почитувањето на верата. А и дека добро знаеш за што зборуваш, ова е чисто онака да ја покажам, сум ја покажал и предходно ми се чини пред година дена која сме се виделе, сите легии на Папата Франциск, гласот на совеста на светската политика, автор професор доктор Звонимир Јанкуловски, ти доби и орден од папата, така? Да, добро, тоа е вообичаено за оние кои служат, оние кои се дел од дипломатскиот кој после одреден временски период. Скромноста, професоре. Сакам да ти пренесам први реакции, вака квалификации за Роберт Превост, односно папата Лео 14. Една интересна... Беше спомнат, иначе... Како можен. Да. Сакам да кажа, ама денес. Не знам дали предходните Ја го видов, сега кога го видов, да. Ти те подсети? Да, сликата ја видов и токму... баш ми интересира. Пред 7-8 часа, CBS News, баш го спомнале како еден од фронтранерс, како еден од главните можни... Ко доаѓа беше, не знам дали на овој го слушнав или на друг компјутер, дека дека не беше навестување, меѓутоа во контекст дека американец ке биде, постои можност американец да биде папа. Вели, иако генерално, сега симултанно од англиски преведувам, генерално е ценет како центрист, на некои важни општествени теми, тој е гледан како прогресивец. Долго време ги искажувал поддршка на маргинализираните групи, многу налик папата Франциск, кој што беше еден од... Најден е компромис во Ватикан, тоа е... И вика исто така како папата Франциск, Илиној нейтив, односно човекот од Илиној, од Чикаго. Да, тој е тој. Застапува други политики со кои што се гледа како конзервативец кога е во прашање доктрината на црквата. На црквата. И имаме една од првите пораки кои што, нели, додека ние зборуваме, папата Лео 14 ги упатуваше од плоштадот Свети Петар во Рим, во еден од првите коментари на италијански, тој соопшти дека сака неговата порака за мир да влезе во вашите срца, сега го цитирам, да стигне до вашите фамилии и сите луѓе без оглед каде и да се наоѓаат. Оддавајќи почит на папата Франциск, инсистираше верниците да продолжат напред без страв, обединети, рака под рака со Бога и едни со други. И им се заблагодарил на кардиналите затоа што го избрали. Кандидат кој е во основа балансот помеѓу исклучивоста на оние кои се конзервативни и оние кои беа реформисти во времето на папата Францис. Очигледно најден е компромис во тој дел. Веројатно и затоа сега релативно брзо. Ова можеше да трае и денови изборот, нели? Да. Можеше да трае и денови. Ако не се лажам, Бенедикт и Франциск беа исто брзо избрани, во скоро истовремено, доека Јован Павле II беше еден ден подоцна, ми се чини, избран. А што значи Ватикан во однос на конкретно Македонија? Вие како наш амбасадор таму сте имале прилика да делувате дипломатски, така? Кога размислувате... Како гледаат на нас, како ние гледаме на нив? Барем, моето искуство е исклучително позитивно, далеко. Мислам, видете, имавме 2 посети. Првата посета беше на Паролин. Држава со овој број на римокатолици во Македонија... Не знам колку илјади се, но... 25 ми се чини. Меѓутоа, искуството и впечатоците кои Паролин ги понесе од Македонија и приказните, наративот кој го пренесовме во Ватикан во контекст на Македонија, во контекст на историјата на Македонија, во контекст на религиозното единство кое постои во Македонија, соживот
како сакате крстете го, меѓу религиите во Македонија, приказната за Павле, за македонецот Лидија, што на сон што му дошол, што го повикал да ја спаси Македонија, за Лидија првата христијанка од Македонија, каде што во основа текот на христијанството се движи кон запад, можело да кажеме да земи друг правец. Дека христијанството на запад влегува преку македонската земја. Сите тие приказни знам дека беа фасцинантни за папата Франциск, ако сакате, и при моето предање на кредитивите. Председателот Иванов исклучително добар наратив во контекст на презентирањето на она што значи духовно наследство, просторот духовен на Македонија, и сето тоа мислам дека придонесе и искуството, односно печатоците од посетата на Паролин придонесе папата да ја посети во Македонија, иако по ниеден параметар на оние апостолски посети на папите, Македонија не би дошла во контекст на интерес на еден папа, меѓутоа папата Франциск го направи тоа. Знам, коментарите беа многу различни. Ќе ве прашав секако и за многу различни во Македонија, дошол да го името да го потврди, имаше многу, мислам, знаете, кога не ги познавате работите, далеку тоа дека ја ги познавав, иако релативно мислам дека сум образован човек, дека не сум некој кој седел во Македонија да го стекнува образованието, сум модел надвор. Меѓутоа, едно е книгите, друго е кога ќе бидете таму и кога ќе ја видите, знаете, едноставно ве фасцинираат многу работи, од образованоста на свештенството што е таму, од луѓето кои, посебно дипломатијата, затоа што, знаете, тоа нема да го научите во книгите, просторот во кој се движите, просторот во кој работите, затоа што се движите низ векови кога влегувате, кога ги поминувате тврдините на Ватикан, во основа влегувате во еден сосема поинаков свет кој, за оние кои разбираат и оние кои се фасцинираат од уметноста на Ренесансата, во основа доживувањето е сосема поинако. Така што Македонија се најде на картата на апостолските патувања на папата. Која е символиката во суштина тука дека, мислам, еве, вие како амбасадор наш таму, би сакале папата да дојде во Македонија. Апсолутно. Така? Поради тоа е дел од, тоа е она што го работите, затоа што дали го треба да го донесите државникот, односно оној кој е председател на државата, тоа е најголем достиг да го донесете во државата на посета. А посебно папата е предизвик кој, знаете, кога доаѓате од држава каде што доминантна религија е православието, да донесете еден католички папа во Македонија, мислам дека тоа е исклучителен успех, иако мислам дека посетата не беше сватена на оној начин на кој требаше да биде и не ја сватија моќта на пораката што папата испрати од Македонија, меѓутоа тоа е прашање за нашата дипломатија, затоа што забораваме дека не можете да исклучите религијата од надворешната политика. Затоа што религијата е повезана и со човековите права, повезана и со многу работи кои во основа ги детерминираат меѓународните односи во светот во последниве децении, вклучувајќи ги војните на Блискиот Исток кои повеќе заликуваат на религиски. Ако се вратиме назад векови милениуми. Едноставно не можете тоа, иако дипломатски е најлесно да тоа го игнорирате. Професионалните дипломати, што би рекле оние од кариера, обичајно сакаат тоа да го игнорираат затоа што сметаат дека сепак тоа е работа на некој друг. Не е тоа црковна дипломатија како што некој сака да ја представи. Знаете, не одите во Ватикан да ја представувате црквата, да ја представувате државата. И таков однос нормално доведе до посетата на папата Франциск. Која е неразбраната порака според вас од посетата на папата Франциск на Македонија и на Бугарија? Политиката генерално, знаете, размислувањето за Ватикан е се токму тоа, дека се работи за црковна организација која папата се доживува како поглаве на Римо-католичката, притоа се заборава на неговата улога во светската политика и она што тој може ли вие што сакате
преку Ватикан да го остварите, затоа што моќта на Ватикан, како што кажав, е голема. Можеби нема да биде видлива во јавниот простор на она дипломатско делување, меѓутоа вон јавниот простор влијанието е исклучително големо, па ако сакате еве во европските интегративни процеси кои се исклучително важни во Македонија, знаете, убаво е да имате држава која е на ваша страна, држава која ве поддржува. Тоа ли го сметаш дека беше апсолутно она што ние не успеавме да го сватиме во тој контекст е, мислам дека не го искористивме, не го излековме максимумот од таа посета. Хипотетички. Ја помниме она изјава, јас се пуштив во минатата епизода на вечерното шоу, бидејќи повторно почна да се тркала таа негова изјава во авионот кога зборува со новинари, папата Франциск, и кога го прашува новинарка на МТВ, не се сеќавам точно во моментов на името, да не го погрешам, да не импровизирам, но го прашува за впечатоци од посетата на двете земји, на Бугарија и на Македонија, кај што тој зборува, тоа се две различни земји. Објаснува, Бугарија има подолга државна историја, македонскиот народ има идентитет вековен, илјадогодишен, но нема късмет да има. Тоа е наративот што во основа ние го носиме во светот. Тоа е наративот што нашата дипломатија треба да го дисеминира во светски рамки. Тоа е наративот што успеавме да го наметниме во Ватикан и со папата. Пазете, ја имав невообичаено долго предање на кредитивите 45. Разговаравте, значи, долго. Видете, кога доаѓате од вакво од Македонија, која е духовна колевка на се што се случувало низ вековите, која имате религии кои се испреплетуваат, меѓутоа кои никогаш не биле во конфликт, во контекст на кој имате на мајка Тереза, кој имате, како сика, кој имате најстариот универзитет. Да не зборувам што све имаме, кога тоа го презентирате таму и кога тоа председателот го презентира на ист начин и кога тој има средби со папата, затоа што, знаете, кога размислувате на државнички начин, размислувате за не во контекст на посетите оние што се ротирачки во чест на 24 во чест на Кирил и Методи. Размислувате на посета на државник со државник, председател со оној што раководи со Ватикан на државничко ниво, така да остваривме посета. Значи сето тоа кога ќе го постигнете и кога тие приказки, а бидете, можам да ве уверам дека папата Францис беше исклучително добар слушател и едноставно ги впиваше работите за она што сепак се работи за колевка на христијанството Македонија, без оглед на сето на негирање, да сакаме да се само омаловажуваме, во суштина Во основа ние го имаме историскиот наратив. Така, кој само треба да го пренесиме надвор и да го повторуваме. Сакаш да кажеш дека папата не дојде бидејќи Зоран Заев беше тогаш премиер на владата? Па беше најавувано доаѓањето на папата и ја ве пишував. Се шегувам, се разбира. Апсолутно нема врска со кој бил на власт, беше најавувано, знам дека очекував 2017 да дојде, меѓутоа дојде 2 години подоцна. Имаше причина зашто, знам, во неформален разговор ми беше кажано дека ќе ја посети Македонија, иако звучеше неверојатно. Посетата прво на Албанија беше неверојатна, очигледно предизвика шок во дипломатските кругови дека папата би можел да ја посети Македонија. Меѓутоа ја посети Македонија. А зошто беше одложена посетата? Не знам, стварно имаше други посети, малце... реков да нема некои други политички причини. Постоеше, знам дека еден од амбасадорите влијателни рече дека постои можност и знаете кој постои можност. Значи веќе се разговарало, имало план разработен, анализа, скоро донесена одлука. Посетата на Паролин не беше воопшто случајна на Македонија. 2016 година. Така. Печатоците беа исклучителни. Нашето представување во Ватикан беше исто така тие години, мислам, исклучително сега. Не за... Не дека ја бев, меѓутоа со години, знаете, кога канонизацијата на мајка Тереза, Мајка Тереза исто така придонесе за тоа. Значи имаше едноставно, знаете, имате
моменти во историјата кои се поклопуваат и во правиот момент тоа се случува. Имавме, да кажеме, поставувањето на плочата во Марија Маџоре, која беше на македонски јазик. Апсолутно во чест на македонскиот народ, која тешко дека ќе избришат на северно македонскиот. Не може зајав да избруси со брусилицата. Не може да го избрише, затоа што Ватикан стои за таа плоча. Изјавата на папата Франциск беше баш онака како фокусирана на правење дистинкција меѓу македонците и бугарите, тоа е нашиот наратив, нашата приказна, баш во моменти кога се разгоруваше тој наратив од истокот. Така да јас не можам по тој основ, напротив, не можам јас да ја гледам неговата посета дека била со цел да издемпа нешто тука атмосфера и да смут некој да ни направи. Далеко тоа дека е, мислам, го имавме наративот и го имавме моментот и тој момент останува за историја. Сега, Чикаго е специфичен град, еве, сигурно Ладен. Молам? Ладен. Ладен, добро, но во Чикаго живеат и македонци и бугари разно. Но имаме голема македонска емиграција баш во и околу Чикаго, нели, во државата Илиној, од каде доаѓа новиот папа. Во меѓувреме само да ти информирам, Доналд Трамп се разбира дека честитки. Да, упатил честитки до кардиналот Роберт Френцис Превост, кој току-што беше избран за папа. Голема е честа да се разбере, да се свати дека тој е првиот американски папа. Сега го сватил тоа ценетиот господин Трамп. Каква возбуда, вика, и каква голема чест за нашата држава. Значи, ова е го посочува како триумф на Америка. Односно дека и тој има една рака тука фрлено. Едва и чекам да се сретнам со папата Лео 14, тоа ќе биде многу значаен момент. И без оглед што има, како си ка, затегнати само со папата Франциск доаѓаше за првиот мандат, знаете, папата Франциск рече не е христијанин оној кој гради зидови, мислејќи на мексичкиот за Трамп, а Трамп одговор беше дека пошто ИСИС, една од целите му беше Ватикан, тоаш кога се разгоруваше војната во Сирија, одговорот на Трамп беше ако ИСИС посака да го нападне Ватикан, папата Франциск посака Трамп да биде председател на Америка. Мислам, има, знаете, од една страна имате мачо тип кој има воената моќ, целата моќ, од друга страна Франциск кој има сосема друга моќ, меѓутоа средбите беа на два државника исклучително моќни. Може ли да искористиме под услов да Ватикан не прави преголеми поместувања од својата надворешна политика или ставови, бидејќи не може да зборуваме за конкретна надворешна политика кон Македонија, но факт е дека претходникот на Лео 14 беше тука. Да, беше заинтересиран за Балканот. Точно. Сега ние ако тој моментум тогаш не го искористиме, бидејќи тогашното државно водство со нивните филозофии, свитка на кичма, лизни мазни, еу ке не рани, запад ке не брани, па треба да направиме, немаме друга алтернатива, избор, и да не враќам, да не повторувам, досадно е веќе. Не го искористивме тој моментум, кој што како што разбирам од тебе можел да биде ако државата била заинтересирана. Значи буквално да ја активираме нашата дипломатија, да се трудиме да го мотивираме Ватикан преку својата дипломатска мрежа да ни биде поддршка на секаде низ светот. Нели, вклучувајќи, не знам, можеби кардиналот кај кој што некој светски државник се исповеда да биде дел од таа мрежа. Сега си правам филм, но можеби и не си правам толков филм. Може ли сега да се обидеме такво нешто да направиме? Мислам, секогаш може. Тоа е работа, тоа е вештината на дипломатијата. Колку ние ќе успееме во тоа и што сакаме во основа. Знаете, во дипломатијата е многу важно да знаете што сакате во она што го проектирате кон надвор. Кои цели сакате да ги постигнете. Знаете, ако имате цврсти национални интереси, знаете кои цели теа да ги следите во надворешната политика. Кај нас тоа е доста флуидно. Со претходната власт Прептен го направи разводнети цели националните интереси. Да се надеваме дека оваа влада ќе го најде интересот и ќе ја види вистинската вредност која може да ја излечи од држава која, односно држава која итекако е наклонета на Македонија, а имајќи веќе еден папа за себе со посета на државата, итекако, ако знаеме вешто тоа да го искористиме, може да имаме бенефити од тоа.
Меѓутоа, тоа е повторно оставам на политиката на власта, односно на тековната влада и она што се обидуваме да го постигнеме во надворешната политика. Имајќи предвид дека за снимање нова емисија имаме уште некои 15 на минути време, можеби е време да кажеме привремено довидување на случувањата во Ватикан и да се надоврзам на последниот одговор со прашање. Ајде малку една анализа од искусен човек, од професор. Како година дена подоцна, односно владата е избрана на 24 јуни, ми се чини, но година дена по изборите, денес е точно тој ден, 8 мај 2025, година дена, да, по вториот круг на председателски и нели парламентарните избори. Како гледате на промените во Македонија? Може да тргнеме од надворешната политика или за било која друга сфера? Кај да тргнете, знаете, наследството е лошо. Мислам, еднаш напишав дека она со што се соочува новата влада ќе биде многу тешко прво да ги амортизира штетните последици од водењето на, ако сакате, и внатрешната и надворешната политика, за да може да ги амортизира, за да може да почне да креира политики кои ќе во основа ќе го обележат незиното действување, односно ќе дадат печат на владата во веќе на внатрешен план се контурите веќе се поставени, меѓутоа на надворешен план стварно штетите се големи. Знаете, која имате надворешна политика која во основа беше безалтернативна и одеднаш имате премиер кој заминува во Соединетите Американски држави на инаугурација на новиот председател и одеднаш имате шокантни изјави, односно опозицијата го доживува целиот тоа вретење, да кажеме, они како што велат на нашиот интерес кон нашиот стратешки партнер од европските интеграции, кои еве 20 години гледам сме станале тажна приказка на Европа, притоа заборавајќи дека тажната приказка е на Европа, не е наша, затоа што сето она што е во контекст на Македонија повеќе е во контекст на политика на уцени. Знаете, направете го ова за да настапи Мојков, каде што Мојковот е Европската унија кој никако не можеме да го стигнеме, а стапот е најчесто промени кои се случуваат во контекст на уредувањето на државата, во контекст на промената на името, еве сега вклучувањето на бугарите во уставот, француските протоколи и слично. И надворешната политика не е безалтернативен пат. Мислам, тоа не знам кој им ја на претходната влада им ја креираше надворешната политика. Не е баш дипломатска реторика ова да кажеш, еј, слушај, јас немам друг избор освен тебе, толку јавно и на јавна сцена, сакам да кажам. Толку да не се познаваат меѓународните односи, мислам, начинот на кој функционираат државите во меѓународниот систем, тоа ви покажува дилетанство и во основа безалтернативноста е токму дилетанство во надворешната политика. Точно нашиот пат е европска, ние сме дел од Европа, немаме кај да одиме повеќе. Меѓутоа, светот е сијасетни односи кои се поставуваат во државите. Не можете да кажете да, бил во Америка, ние се тргаме од патот на Европската унија. Ние одиме по патот на Европската унија. Меѓутоа, кога гледате дека патот ви е блокиран, зашто би било проблем да се обидеме да изградиме што е можно подобри односи со Америка? Апсолутно, во основа надворешната политика е токму тоа. Градите пријатели, градите врски со државите во светот. Нашата надворешна политика во основа е гасење на пожари. Ние во основа не ги контролираме, од кога знам ја, од кога сум пишувал, не ги контролираме настаните кои не обкружуваат. Во основа ние ги амортизираме последиците од тоа. Се обидуваме. Колку се важни, ова важно прашање, личните контакти во дипломатијата наспроти впечатокот дека секоја од големите држави си има своја бела книга и зацртана стратегија и ништо не може да ја помести неизе. Сепак некој треба да ја направи таа стратегија. Така? Точно. Не очекувате дека они ќе отстапат од генералната линија на своите национални интереси кои се обидуваат да ги промовират, односно да ги остварат преку својата надворешна политика. Меѓутоа, влијанието што може да го направите зависи од вас.
од вештината на вашите дипломати и од знаењето кој го поседуваат во Ние имаме приказни за раскажи, ние имаме наратив кој може да го пренесеме во светот. Меѓутоа, треба проактивно да делуваме. Едноставно, знаете, цело време се наметнува она чувство на понизност, на помала вредност, на онај комплекс на пониска вредност кој го носите. Знаете, кога имате влада која се понижува, која на отворена, на јавна сцена. Не е проблем што ме понижува мене, затоа што сепак имате некој однос кон себе и кон вредноста што ја испорачувате. Меѓутоа, кога власта тоа ви го прави, вашето гледање надвор во основа зависи од вашиот личен интегритет што го носите. И тоа се случуваше во годините на претходната власт. Сега слушам тука приказни од Фейсбук министерот за надворешни работи кој веќе се губи во она што го зборуваше на времето и она што го зборува сега. Димитров или Бујар? Па Фейсбук вообичаено Никола Димитров беше во тоа, затоа што сепак беше тој што го потпиша Преспанскиот договор. Сега гледаме, знаете, она бетонот кај што беше бетониран нашиот идентитет бетониран и слично. Сега гледаме се повеќе се расширува на северно македонци кои дали не читаат, дали не гледаат. Повторно се обраќаме кон Европската унија како сите проблеми да во моментов ќе не ги реши Европската унија, иако Европската унија не може во моментов да си ги реши собствените проблеми. Европската унија нема стратегија што понатаму. Фон дер Лајен зборува за нова европска политика каде што демек ќе се обиде Европа да се наметни како нов светски глобален играч. Како тоа апсолутно. се прави? Начинот, знаете, тоа е малце чудно. Ова не е како 50 држави во Америка кои што функционираат на друг начин. Овде секој башка приказна. Соединетите европски држави нема да има. Не може да има. Велат, имаше една добра анализа, вели тековите трговските патишта преку Суетскиот канал во тој дел на светот во основа ги штитат Соединетите американски држави. Знаете, да дадете една изјава, доста им помагаме на Европа од подпредседателот на Америка. Знаете кој шамачина е тоа за арогантната европска бюрократија во тој контекст. Немој да очекувате дека Европа може да се справи со она што значи светски предизвици, да се наметни како глобален играч. Во основа, од една страна имате држави во Европската унија што ја поддржуваат војната. Од друга страна имате нов формат на европското делување преку приближувањето на Франција и Велика Британија во поглед на вооружувањето. Меѓутоа, Франција исклучува Велика Британија во поглед на финансирањето, односно не очекувате дека Британија ќе се свати, ќе седни во Брисел. Еве, го видовме денеска, веќе се склучува договор, историски договор меѓу САД и Америка и Британија. Британија секогаш била балансер во односите меѓу Европа и Соединетите американски држави. Имале very special, како беше, friendship. Да, меѓутоа понаклонета кон американскиот континент, тоа е јасно. Имате една Шпанија која во основа не го следи тој пат. Вели, нас ни треба мека мојк, не ни треба воено ангажирање, не ни треба вооружување и слично, која едноставно не е заинтересирана за конфликтот во Украина. Имате други држави, земете ја Унгарија, еве Словачка, кои исто така не се дел од проблемот. Имате една Италија која се обидува мост да биде меѓу Европа и Америка. Значи, држава која на големи стратези во Европа која имала, во моментов нема стратегија. И сега вие да очекувате или да се навлекувате на она дипломатска реторика за тоа, да, ние ве чекаме, спремни сме да ве примиме, меѓутоа проблемот е ваш. Сега не е прашањето што ние можеме да направиме во Европската унија, затоа што видовме дека Европската унија не може ништо да направи за нас. И тоаш да одите и повторно да молите, да барате, да се понижувате, ајте, сепак во надворешната политика вела државите се добиваат човечки наличија. Се лутат, се караат, се достоинствени, не се достоинствени. Ние во основа го изгубивме тоа во надворешната политика едно време. Постои ли можност ако го вратиме сега да не доживуваат поразлично? Тоа е мојот впечаток, но сакам вашиот да го чуем. Мораме да не доживуваат
поинаку. Ги знаеме они изјави на премиерот и на министерот Муцунски и другите наши Очигледно владини дека представници кои што шетат дека се чудат кога им ги изложуваме нашите аргументи. Тоа е шокантно дека никој не ги бранел позициите по овој начин, макар и на тајните состаноци кај што тие се тврдеше Маричич, вика, ние направивме се што можевме за подобар предлог, ама немаше простор за таков. А сега слушаме дека овие се чудат кога ќе ги изложуваме нашите рационални аргументи. Па и треба да се чудат, мислам, за тоа што очигледно другите поинаку. Знаете, не е надворешната политика климање со глава, да прифатите се што ќе ви понудат. Сепак се раководите од национални интереси. Не можете да прифатите нешто што се коси со вашите национални интереси. Не можете повредно нешто да ви биде од она што значи вашиот идентитет. Очигледно на претходната влада имало повредни нешта отколку идентитетот на македонскиот народ и на македонската држава. И тоа го ставија во промет, односно го ставија на пазар. Видовте како се испазарија за името, за идентитетот, па дури и за историјата, ако сакате. И сега имате влада која треба сето тоа да го анулира, да го врати во првобитна состојба за да може да одиме понатаму. Исклучително тешка состојба. Мислам, знаете, штетите се големи, штетите прво треба да се исправат. Меѓутоа, кога ќе ги доведите националните интереси да станат како сика пластелин, кој може да го обликувате по потреба, во тој случај ќе го добиете ова што го имаме денеска што го добивме како наследство во надворешната политика, па ако сакате и во внатрешната. 2 минутки до крај. Додека го зборував това, во глава ми се вртеше на ваква споредба. Веќе поранешниот, претходниот, покојниот папа Франциск вели македонците, бугарите, различни народи, различни идентитети. Македонците имале свој идентитет, но имале потешкоти со државата, а бугарите, вика, тие се обидоа да го зацврснат својот идентитет, русите им помагаа во руско-турските војни и така натака. Меѓу редови тоа многу зборува. Од друга страна го имаме премиерот тогашен кој што го пречекува папата во Македонија и среде Бугарија, вика, ние сме братски хора, сшти народ. Немаме споделена вкрстена, имаме заедничка историја. И еве во овој контекст, освен да се крсти човек, некојаш не знае што да направи. И сега имате нова влада која треба тоа да го, како се вика, да го смени, целиот тој наратив да го промени, да ја промени во основа курсот на надворешната политика, затоа што штетите се огромни. Она што ви кажав, кога имате такво разводнување на националните интереси, да, ќе бидеме и историски обезличени, и идентитетски обезличени, и секако обезличени. Еве веќе со името, гледате, домакини името Северна Македонија, па дури и времето, како сика, знаете, се повеќе личи на северна. Некој се зафркавам со името, во основа ни се смени и климата, затоа што сепак Македонија е сонцето. Добро, прифаќам дека можеби го одомакинуваат, нели, други држави, но па од друга страна меѓу народот тука и меѓу дури и политиката внатрешно, зборувам за... Гледам дури и оние кои се залага за промена на името, кои го подпишаа договор за името, сега некој не ја вадат Македонија од уста. Затоа што друг е народот изреагира, народот се побуни против тие политики. Народот покажа што мисли за тоа, народот покажа во основи на референдумот што мисли за тоа, меѓутоа тоа што игра весела математика им се можеше. Не беа презаинтересирани за мислењето на народот. Затоа што ја видоа во основа, го видоа гневот на народот за сето она што беше направено во тие 7 години. Професоре, благодарам за одвоеното време. Тука мора да завршуваме како заклучок. Имаме нов папа. Во живо го, да, имаме нов папа, да. Во живо го проследивме изборот на новиот папа. Уште еднашка за подсетување, тоа е американскиот кардинал од Чикаго, Роберт Францис Превост, тој ќе биде папата Лео 14 и според анализите кои што беа направени вечерва, имаме прилика и кај него да се бориме да лобираме за Македонија и македонските интереси. Тоа зависи се од македонската дипломатија и менување на свеста за улогата на Ватикан и во светската основа и во политиката на овие простори. Поранешниот амбасадор во Ватикан, професор доктор Звонимир Јанкуловски, вечерашен гостин во вечерното шоу. Благодарам на одвоеното време, се гледаме во следна прилика.
Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Верувам дека уживавте во оваа интересна, динамична емисија, како што уживавме јас и мојот гостин. Следна средба утре по 22:30, до тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци. Добра ноќ, Македонија, и на оние католици од Македонија ви честитам на новоизбраниот папа. До утре по 22:30, главата